Има се на масата. Ви благодарам многу. Какво благодарам, неше, Душо, ние сме семејство. Покрај сите ваши обврски се занимавате и со мојот проблем. Но понекогаш вакви работи се случуваат во распаднати семејства. Мамичке, те молам да не одиме во детали. Се кажа, ја знаат ситуацијата и јас ќе се погрижам за се. Не грижи се ти, се ќе средам сама. Пронаоѓањето на вистинската личност е многу важно, Душо. Ако луѓето тргнале по погрешен пат, мора да знаат кога да се вратат, инаку последиците можат да бидат многу тешки. Така е. Па мислам дека сме подготвени, мамо, се сеќаваш нели ти реков дека ќе разговараме денес? Кога веќе сите сме тука, ние сакаме нешто да споделиме со вас. Добро е, Лела, Деца, ќе зборувам. вечерата заврши за вас. Ајде во вашите соби. Душо, ќе се погрежиш ли за баба ми? Треба да се спреми софрата. Наскоро ќе дојде. Што е, Лела? Што се случува? Донесов една одлука. Вујко ми не е достапен во моментов. Наскоро ќе се јави. Благодарам. Што има? Очигледно е ѓокан. Се работи за серкат. Добро, Лела, ќе го направиме и тоа. Ама прво да разговараме, ако може. Утрово зборувавме, Толга. Чекај, а што е, зете? Се случи нешто? Јас сакам да се разведам. Што? И тебе ли ти е смешно, мамо? Од каде дојде сето ова? Извини. Извини, неше. Кога Лела ќе испие малку повеќе, знае да донесе избрзани одлуки. Така се случува. Господјо Неше, вие не грижете се. Јас сум многу добро, значи супер сум. Вие не грижете се. Сестро, сериозна си? Да, Душо, сериозна сум. Јас навистина не можам да разберам зошто толку се изненадивте. Ако сакаш, Лела, да не разговараме пред гостите, важи? Од каде ти се тебе овие идеи, ќе зборуваме подоцна. А зошто? Зошто да не зборуваме сега? Не сакам, мамо. Ние сме едно големо среќно семејство, нели е така, Душо? Доста! Не е доволно, мамо. Тоа што имам да ви го кажам не е доволно. Лела, сакав прво да зборуваме убаво. А што велиш сега да зборуваме? Нели ме остави утрово со насмевки, а? Толга? Што да му кажам на човек кој 17 години ја делел истата перница со жена му што не ја сакал, само поради парите и моќта на семејството сојкан? Кажи ми, јас што да ти кажам? Што да ти кажам? Лела, лута си и нервозна си? Не сега, смири се. Може? Не, јас не сакам да се смирам, Аслан. Не сакам да се смирам. Да, како што рече, брате мој, да, убаво се рече. Да, јас сум лута, многу сум лута. Лута сум што ме игнориравте. Лута сум што не застанавте покрај мене. Нели рече ти вчера, тука, еве во оваа соба, дека Аслан треба да се разведе од Девина? Нели го кажа ти тоа? А за мене, зошто тоа правило не важи, мајко, кажи ми, а? Зошто мене не ме одвраќаш од патот? Зошто слепо ме турна на овој погрешен пат, кажи ми? Нека пропадне вашиот патриархален поредок, лицемери едни. Што би рекол татко ми? А? Се сеќавате ли? Што би рекол? Ајде, еве сите го знаеме, тоа да го кажеме. Игнорирањето на угнетувањето е предавство кон угнетените. Со години. Зарем не ме игнориравте мене и се што ми беше направено со години, а? Нели ви беше полесно? Така ли ви беше?
Немам повеќе ни еден ден да живеам според вашите правила. Ти благодарам. Лила, душа моја. Ќе се видиме внатре. Ќе оставите ли работата и озборувањето? Ова не е куќа на вашиот татко. Ајде, гледате си ја својата работа. Ајде. Може ли момент, ве молам? Не беше доволно што со години ги државте вашите собствени ќерки заробени овде. Истото го правите со мојата сестра, господја Хуља. Ги разделивте Јамор и Екрем, глумејќи чувар на моралот. А сега сакате мене со Аслан да ме разделите. Не сега. Од моментот кога влезе во оваа куќа, редот беше твој. Толку го предупредував син ми, но не ме послуша. Се што ќе живееме денес, го живееме поради тебе. Ти си најголемата несреќа што му се случила на мојот син и на моето семејство. Кажете ми, господја Хуља, што сакате? Кажете ми отворено. Одамна ја поминавме таа граница. Сакам да си заминеш. Сакам да исчезнеш од моето семејство и од животот на мојот син. Никаде нема да дам, господја Хуља. Јас сум тука и ќе продолжам да се борам. Ајде, пробајте да ме избркате. Ајде, слободно пробајте. Мислиш дека се станува Хулија сојкан така лесно? Не може да се биде сојкан без да се плати цена, господјо Девин. Како се станува сојкан? Кога ќе дојде време, ќе ти покажам тебе, убаво да знаеш. Потрудете се малку, господјо Хулија. Со нетрпение чекам. Како се случи ова, Искендер? Пред неколку дена. Серхат ја нападнал канцеларијата на Ати. Имаш ли некои вести, братче? Разговарав со Ати пред некој ден. Ми рече Серхат дошол кај него. Рече дека пиеле кафе заедно, разговарале. Изгледа дека разговорот не бил многу пријатничко. И сега, вознемирувачко е секако, ама знаеш ти дека Серхат имаше проблем со дрогата. Поради тоа имаше многу заедничко со Ати. Имаше таму едно место што се собира, во една куќа се збира. Му ја испратив локацијата на Ѓохан. Дилерот неодамна бил таму. Зарем Серхат не беше во Тајланд? Локман, дилерот. Да? Ти подобро знаеш, ама Ати е тој што тебе те повика. Кој прв ќе дојде на погребот? Кој така прв ќе дојде на погребот, тој е убиецот. Да. Поздрави го Аслан.
Секако да, ќе го поздравам. Со ваша дозвола? Ти имаш ли нешто? Има нешто, Чичко. Серхат имал придружничка во Измир, ќе дознаеме од Локман се. Не сместија мене и тебе во иста соба. Како да нема место во целата куќа. Погледни на... Уф, што е ова? Уф, Јамур? Кирко, ништо поминавме сега? Дали секоја вечера вака? Не можам да поверувам, не. Но сватив уште кога дојдов. Во оваа куќа има некое студенило. И јас ја почувствував. Оно што не го разбирам е зошто Девин, која ја познавам, дојде кај све крва и без очигледна причина. И те зеде и тебе со себе. Не, има нешто сомнително тука, Душо. Мамо, зборуваш без пауза 15 минути, свесна си? Ајде престани малку. Земи воздух да стигне кислород до мозокот. Не разбирам што зборуваш. Погледни ме, Јамур. Зошто се пресели тука? Ти секогаш бараш драма и интриги. Ме заморуваш, мамо. Се колнам, не ми дозволи ни мирно да спијам. Аха, го најдов. Се исплашив дека го заборавив. Види ги сега тие зборови. Добро знам јас кој е паметниот учител овде. Го знам јас и менторот, ама... Толга, Аслан, види сега ако си дојден да ме заплашуваш или нешто слично, извини на вистина. Сега не можам да се занимавам со тоа, те молам, извини, на вистина моето семејство се распаѓа. смири се. Нема закани, нема такво нешто во рете. Ти добро си? Сакаш да зборуваме, ти треба некој за разговор или? Јас ли? Ти. Фала ти, да, добар сум, благодарам. Ќе бидеш добро, се разбира. Секој маж поминува низ истово, не се грижи, се е во ред. Фала ти. Утре наутро имам нешто со тебе. Ќе направиме мала прошетка, јас и ти. Подготви се убаво, важи? Каде? Зашто? Ќе се видиме. Ќе се видиме. Лейлан, Не сакам да зборувам, Аслан, доста е веќе со прашања, те молам. а зашто не сакаш да зборуваш, какви прашања? Облечи го ова, ајде. Каде? Што се случува, каде одиме? Облечи го ова, ајде, и не прашувај многу прашања. Одиме да се подсетиме на тато. Во ред? Ме слушаш? Ајде, дојди. Го донесов, чичо. Ајде. Зошто е празно? Па јас го испив. Добро, во ред го среди или? Го средивме, да, отидовме кај Илија, се завршивме. Одлично. Стави во гепек, те молам. Во ред. Аслан? Каде? Влези. Тургото успеа да ја завршиш? Работата со татко ти? Јас средив, да, утре ќе Во биде. ред, благодарам многу. Тоа е единствениот спомен што можеме да го оставиме на овој свет. Ако сакаш да го уништиме како и сите убави нешта.
Јамур? Клучевите од куќата на Девин. Замина и ме замоли да ти ги дадам. Само за ова ли дојде? А што друго? Поминавме толку многу работи. Толку многу ни се случи. Дојде само за да ми ги донесеш клучевите, Екрем? А зошто да дојдам? Не разбирам. Што значи тоа? Сега размислувам гласно. Немаше ли да дојдеш да ми се извиниш? Да се извинам? Да, Ти очекуваш извинување? да. Не се каам за ништо. Зошто да се извинам? Добро ли се чувствуваш кога ме понижуваш така? Треба да се извиниш. Убаво ли ти е кога се однесуваш со мене така? Јамур, молчи. Ајде, молчи, Ми те кажа молам. толку многу работи. Се тоа го кажа. Те Ми молам, рече, молчи. со тебе сум, што и да се случи. Треба да се Се што извиниш. направив беше да те заштитам. Сега си Добро. поморален кога зборуваш така. Браво. Што сакаш од мене? Што сакаш од мене, Јамур? Зарем не ми раскина ти? Ние сме од два различни светови, зарем не ме остави ти? Пушти ме, Еко. Гледај, ти го давам тоа што го сакаш. Гледај, ти си во еден свет и јас во друг. Не ти се приближувам, не ти зборувам, што уште сакаш од мене? Се шегуваш ли со мене? Што ти е тебе, Јамур? Јамур, ти свеска ли си и што правиш? Ха? Зборувам на јазикот што ти го разбираш. Остави ме на мира. Ти остави ме на мира. Што се случува, Јамур? Што правиш со ова момче? Што правиш? Што пак правиш? Гледај ме. Сега си со овој возач. Мамо, што зборуваш? Се колнам, ќе те уништам, Јамур. Ќе те убијам. Остави ме. Ќе те убијам. Само што ова ни фалеше. Повели Хулија. Морам да се уверам дека таа жена нема да направи проблем. Сакам лично да ја видам утре. Утре попладне. Добро. Ќе ти ја испратам адресата тебе, Хулија. Сакам овој пат да грешам, Ибо. Овој пат сакам да не сум во право. Што се случува? Еј, Кирко, чукај на врата. Ниту чукање, ништо. Што се случи? Ништо. Може ли само да молчиме заедно? Секако. Проклети да сте! Сите да сте проклети! Тивко, бре, сестро, замолчи. Ми го уби сопругот бездушников! Ми го уби сопругот како потишко! Сестро, ќе замолчиш ли? Ако замолчам, не сум човек, ќе ме убиеш и мене, нели? Уби ме, ајде! Уби ме или јас ќе те убијам! Сите ќе дознаат што направи! Тивко, Сите сестро. ќе слушнат! Ќе те убијам! Ама замолчи веќе. Навистина, вие вака се опуштате. Не ми е јасно, ве опушта? Но што друго да правам, Дучо? Да пијам зелен чај ќе помогне? Добро, ајде Лила, те разбирам за брат ти. Ама за тебе, Ама, Девин, пукаме во шишиња, Душо, нема потреба да драматизираш. А ти никогаш ли не си пробала? ама не, никако не. Истото му го зборував и на татко ми. Му велев да ме остави, ама не ме не слушаше.
А со Толга што е работата, што е проблемот? Мојот проблем е јасен веќе 17 години. Неговиот проблем пак се парите. Што друго има? Ке пробаш ли? Не и давај, веќе е многу склона кон некои мрачни мисли овие денови, да не заврши лошо после цело... Извини. Кој ли е сега? Се враќам веднаш. Ало? Здраво, Лейла. Извини што те вознемирувам во ова време, само сакав да видам како си денес. Значи си почувствувала? Што? Им кажав на моите. Конечно го одржав говорот што го одложував цели 17 години и се случи поради тебе. Навистина ти благодарам многу. Не знам како да ти заблагодарам. Навистина ли? Јас се надевам дека не направив нешто погрешно. Аслан ти реков 100 пати, нели, не зборувај во мој име. Зошто го правиш тоа, немој? Да не беше ти мислиш дека ќе земев оружје во рака? Добро, ти сваќаш ли колку многу си промената во последно време? Поради сите овие проблеми што се околу нас? Девин не ни го сакаше през името Сојкан, така? И сега Девин му дава задачи на Тургут. Знаеш како почнуваат мрачните работи? Прво ти даваат оружје, го земаш оружјето, го држиш вака, и штом ќе го фатиш ти влегува во крвта. И потоа не сакаш да го пуштиш, сакаш да биде со тебе цело време, таков е неговиот ефект. Ајде, те молам, не зборувај глупости, престани. Вистина зборувам глупости. Добро, ајде, земи го тогаш. Држи. Можеш да го пуштиш после, држи. Ќе го земеш? Повели. Многу ми е студено, ке чекам во колата. Ми издодеа да си одиме. Имам едно прашање за тебе. Повели. Ако татко ми беше жив, што мислиш, што ќе ми кажеше денес? Ќе те поддржаше. Ајде те молам. Човекот не ни помисли да ми остави писмо пред да си го одземе животот. Може би затоа што ти верувал затоа. А? Погледни што ни направи, нас остави едно писмо и со тоа писмо не уништи буквално сите. Ти го отвори ли писмото? Не, и нема потреба, мислиш дека не претпоставувам што пишувам внатре. Ако сгрешиш нешто, нема да ти оставам мир ни на другиот свет. Сигурно такви работи се напишани во писмото внатре, што може друго да има. Ако беше татко ми жив сега, ќе ја видел целата работа што се обидувам да ја средам и ќе ми плукнеше в лице буквално. Не разбираш ли? Ајде да одиме. Како знаеш? Како си толку сигурен дека ќе ме поддржеше, не ми е јасно. Затоа што си ми сестра, затоа. Јас сум постарата сестра. Како и да е, сестра си ми. Здраво живо. Знаеш ли зошто доаѓам? Немам никого освен тебе, знаеш. Јас сакав само да те известам. Има една можност, ми дадоа фотографија. Се разбира, ти ова не го знаеш, ова е ново. Ова е нешто како зрно грашок. Тоа е нешто како бебе, само не знаеме дали ќе биде момче или девојче. Ама изгледа момче. Велат момчињата
Стануваат мажи кога им умира таткото. Има таква изрека, знаеш. Па ете ти ме остави така. Тато, кој те уби тебе? Јас ли? Јас ли? Дојди, Гокан, дојди. Има ли нешто? Има, чичко. Кажи, синко, тогаш. Еден прст. Најдовме прст на адресата што ја каже Искоч. Дај. Можно ли е да ја одсерка, чичко? Наутро донеси го сефот. Кој сеф? Тој што се отвара со отпечаток на Серхат во негова канцеларија. Во ред. А тој дилерот Локман го донесовте ли? Го донесовме. Донесете го. Оди. Ама бато, Оди. бато немој, бато те болам, бато немој. Бато те болам, ве молам, се голам, јас сум уличен дилер. Бато Илијас, слушни ме. Веќе ви кажав, една жена по име Ханде. Ништо друго не знам, навистина ништо не знам, да знаев, зарем немаше да ви кажам. Прости ме, мајко. Те разбудив, изгледа. Без лимон не се јаде. Добар ден, господине Садик. Кој? Звонам кај Садик Хидајет, нели? Да, повели. Ало, господине Садик, јас сум Ајча. Денес имавте закажано термин. Доаѓате, нели? Да, во ред. Добро, се гледаме подоцна. Нека ви е солесно. Вечерата за господја Сехер готова ли е? Готова е.
Ти благодарам. Нема зашто. Излези. Бог да не ти избрише оваа болка од срцето. Најди го ово што го стори ова. А не, тој знае сигурно, инаку зошто би зборувал за краткиот пат, Чичко? Мислам дека сигурно ќе ме убие. Не плаши се, нема да те убие, ќе помисли на внуците. Нама може да те осакати. Ама Чичко, што зборуваш ти? Нема ли да ме заштитиш некако од овој човек? Па јас по твоја вина тргнав по овој пат. Ти стои тамо, господине Толга. Не тргај поради мене. Слушај ме добро. Сам се вовлече во тоа што не се контролираше, така е, нели? Добро. Ајде, се гледаме. Еве, повели. Да продолжам ли со ваше марење на зетот Ибрахим? Пари имам и одговара мене тоа. Ако не умре денес, ти ќе умреш. А ако умре, ќе продолжиме. Се разбира. На што се смееш? Дојди. Ај, мамо, не. Што се случува? Мамо, зошто го правиш ова? Зошто, душо? А? Водата е прекрасна. Ајде, влези. Ајде. Ајде, влези. Неверојатно. Повели, ајча мила. Денес беше Садик Хидајет. Во ред ќе дојдам. Добро, се гледаме, душо, ајде. Ти благодарам. Господи Хулија? Садик Хидајет беше ирански писател, ако добро се сеќавам. Токму така. Убав ден. Пријатен ден. Аслан, има ли уште некој или само ние двајца сме? Готово е? Готово е, Снашке. Благодарам. Што ти е на носот? Јамур ме удри. Побрзо да оздравиш. Фала, Асмао. Простете, кај кого имате закажано? Ерго Накин.
Господјо, извинете, дали имате закажано термин? А ќе да те поварам за 5 минути? Во ред, ќе те поварам за 5 минути. Господине Ергон, јас прашав, ама... Во ред, Бурчу, можеш да излезеш, девојко. Што се случува, Девин? Ми упаѓаш сега во канцеларија, а? Не, ова е упад пред упадот. И сакав најпрво со тебе да почнам. Што е тоа? Да речеме, краток преглед на твоите нерегуларности. Незаконска заработка со рецепти за непријавени пациенти. Фактурирање за некои непостоечки породувања. Лекување со нелиценцирани апарати. Измама на осигурување со лажно продолжување на престојот. Да продолжам? Сакаш да продолжам или? Добро си ја научив лекцијата. Многу си се трудил, нели? Да не те знаевме, ке ти поверувавме, господин Ергун. Ги враќам работите на мајка ми во незината куќа. Со среќа нека ти е. Аслан, ке ми кажеш зошто ме донесе? Не ми кажа. Седни овде. Овде? Не вего местото. Во ред? Таму каде што се започна. Твојата прва канцеларија. Се сеќаваш ли? Помири се. Тука седеше татко ми. А тука седев и јас, а ти седеше овде. Татко ми, тој ден, ти веруваше премногу тебе на човек како тебе и ти ја довери ќерка си. Ти го довери и сефот истиот тој човек. А ти што направи? Што направи? Добро, што направив? Ќе ги земеш овие пари. Ќе ги земеш, ајде, земи ги. Не треба. Ти добро го познаваше татко ми, нели? Но? Ќе ме гледаш во очи кога зборувам јас. Како мислиш дека ќе реагираше татко ми на предавството? Кон него самиот и кон ќерка му? Како ќе реагираше? Абе, крени ја главата? Крени ја главата! Знаеш зошто си се уште жив на светов? Не те убив само затоа што си татко на моите внуци. И затоа што и ветив на Лейла, само заради тоа. И дадов збор. Сега земи ги парите. Земи што и да ти треба и замини од овде. А сега... Не зборувај. Добро. Што е ова? Нели ти го сакаше достоинството, така беше? Основам фирма. И ќе го добиеш угледот што го сакаш, те ставам на чело на таа фирма. Сега ќе ја парафираш секоја страница што ја гледаш, а на последната ќе потпишеш, јасно? Мислам, Аслан, во ред, ќе ги прифатам.
Ти честитам. Ало, Толга го потпиша договорот, можеш да го земеш кога и да посакаш. Ова ќе биде голем ризик, господин Аслан. Ако фирмата биде под лупа, казната за господин Толга ќе биде тешка. Чекај на мои инструкции за акцијата, во ред? Секако, господин Аслан. Ти благодарам. Ја, извинете, доктор, ке дојдов вака валкани. Бев да го посетам татко ми на гробишта. Бев пијан и заспав таму. Ме фати доцна на вечер. Спиеше на гробиштата? Да. Може ли да ми кажеш што те натера да спиеш таму? Се појави можност да видам татко. Сакав да зборувам со некој што знае. Мислам, со него можам да зборувам. Добро, и со тебе можам. И дали ти помогна тоа? Спиењето таму на гробишта или можноста да сум татко? Гледам дека сакаш да зборуваш за тоа да бидеш татко. Какво е чувството? Како лош филм, знаеш. Знаеш дека е лош, мислам сакаш да го исклучиш, ама ете. Продолжуваш да го гледаш. Љубопитен си. Ама знаеш, не е секогаш така, понекогаш филмот може да е добар и не сакаш да престанеш да го гледаш. Нашите филмови се многу лоши. Да. Мислам дека го виде трейлерот со Илја Скорузаде, нели? На крајот на секој таков филм, еден човек секогаш се жртвува. Овој пат тоа сум јас. Забележав често го користиш овој израз да се жртвуваш. Тоа не е единствениот начин да бидеш сакан. Пенкалото е во твојата рака. Овој пат можеш да пишуваш поинаку. Филмот има поинаков крај. Ало, Какво здраво, бе? Какво ало, бе? Ова е само продолжение. не разбирам. Ти реков дека ова е само почеток, ќе има и продолжение. Мо го покажали продолжението на внук ми, затоа зборувам јас. Да зборуваме јасно. И ајде да зборуваме. Сега имаш барање од мојот внук. Ми го пренесе и мене тоа барање. Добро. А ако не сакаш партнерство, во ред нека е. Ама јас за пари не се мешам. Не се мешам, да знаеш. Не се мешај, ќе се справиме со Аслан. Навистина. Добро, добро. Ајде тогаш. Се гледаме. До гледање. Браво, внучко. Браво. Много добар план. Ти ги скараш, а ти и Илјас, без да си ги извалкаш рацете. Види, слушни ме добро сега и никогаш не го заборавај ова, важи. Вие се обидувате да ме направите како татко ми да бидам со некои вакви игри. Не ви го дозволувам тоа. Запомнете го. Значи велиш, добро, ми е во мојот кафес, така ли, удобно ми е, не ме допирај. Ама да ти кажам нешто, внучко, не го заборавај ова. Местото на лавот не е во кафезот, туку во шумата. Па знаеш што ќе се случи ако тој лав избега од тој кафес? Ќе ве изеде сите, еден по еден. И тоа не го заборавај.
Добар ден, а ти? Добар ден. Повели. Што се случува со тебе? За тебе имам неколку прашања. Каде е да дојдам бато? Кај мене дома. Мајка ми ќе сготви нешто, а ние ќе разговараме. Добро. Кога да дојдам? Јас би сакал вечерва. Во ред, добро, ќе ти се јавам. Поборов фотографии од жената по име Ханде за која зборуваше Локман. Ќе стигнат од Измир. Пак се расипа. Вечерва. Ова ќе го облечам. Подарок од Јусуф. Господи Сехер, многу е убаво. Чувствувам дека Јусуф ќе дојде вечерва. Нема повеќе да ја остави мајка си да чека. Мама, пак ли ми ги проверуваш профилите? Ти реков да не го правиш тоа. Да, ќе ги проверувам. Што правиш тајно, што се криеш, се ќе дознам така да си знаеш. Мама. Мама. Мама! Джейлан? Мамо! Што се случува, зошто викаш? Банкарските сметки, собата, училиштето, се провери. Сега е рети на телефонот? Што најде? Најде ли нешто? Ништо не најдов затоа што ги бришеш сите пораки цело време. Да, ги бришам од кога имам 13 години. Знаеш зашто? Затоа што имам мајка што сака се да контролира. Не ја преминувај границата, Джейлан. Која граница? Остана ли уште некоја? Вака завршуваат тајните работи, така да знаеш. Тоа што ти го нарекуваш тајно е мојот личен живот. Личен е, не е тајна, туку е приватност. Немаш право на таков личен живот, јасно? Или ќе ми кажеш со кого се гледаш и што правиш, или јас ќе дознам се. Ме слушаш ли? Ме слушаш? Джейлан! Джейлан, престани. Джейлан! Джейлан! Отвори ја вратата. Отвори! Ке разговараме, отвори. Чекај ти. Ке зборуваме кога ќе се вратам. Джейлан? Може ли малку да поразговараме? Джейлан?